Незаслужени уцени местенки во спортски клубови се само дел од случаите со кои се почесто се соочуваат учениците или пак се сведоци на вакви настани. И овде стои фактот дека родителите фаќаат врски со наставниците. Од овде се поставува прашањето колку учениците се запознаени со корупција и знаат ли како истата да се спречи. Во Штипското основно училиште Гоце Делчев денеска Државната комисија за спречување корупција преку игра и предавање одблиску ги запозна учениците со корупцијата и начинот како да се препознае и спречи. Децата се многу искрени, точно знаат што чини, што не чини. Некои од нив за жал сметаат дека така треба, што е општ тренд во државата. Корупцијата станува начин на живот и тоа е апсурдно. Затоа се трудиме да им ги објасниме примерите. И од анкетите што до сега ги имавме спроведено, ќе видиме и во ово училиште какви ќе бидат резултатите, произлегува дека децата се многу често сведоци на незаслужени оцени, дека тоа е резултат на фактот што родителите бркаат врски кај наставниците и одговорот дека децата кога се соочуваат со некој проблем најмногу известуваат дома, наместо проблемот да го решаваат таму кај што настанал во училиштето. Така што и во однос на тие одговори разговараме со нив, за да им кажеме да ги упатиме како е најдобро за нив да ги надминат овие штетни последици. Учениците од 7 до 9 одделение претходно имаа предавање од оваа област со цел да се запознаат, да ја научат, да ја препознаваат корупцијата во општеството. На оваа тема изработија и свој цртежи и литературни творби. Учениците од 7, 8 и 9 одделение им одржав предавање во врска со корупција, антикорупција и интегритет, како да го препознаат и на кој начин да се спречи сето тоа. Учениците при тоа изработија есеи и песни цртежи кои што овде ќе бидат представени и сега од страна на Државната комисија за спречување на корупција и незините членови ќе има предавање во врска со тоа соодветно на возраста на учениците и да се препознае, да се спречи и да се научат малите од најмала возраст како да реагираат на овие настани кои што се представуваат рак рана во нашето општество. Основците велат дека ја препознаваат корупцијата бидејќи е застапена секаде во државата. Додаваат дека преку вакви предавања како денешното учат како да се работи на спречување на истата. Ние учениците имавме едукација за корупција, антикорупција и интегритет од страна на професорката по граѓанско образование. При тоа изработивме цртежи, песни и есеи за дадените теми со кои ги искажуваме нашите ставови за оваа рак рана во нашето општество. Имаме предавања од страна на Државната комисија и незините членови за да ги продлабочиме нашите знаења за корупција, како да ја препознаеме и како да ја спречиме истата. Кампањата на Државната комисија за спречување корупција се спроведе во 13 училишта во државата, а денеска последните предавања беа во Штип и Кочани.